Кој знае дали постои барем еден релевантен показател кој ќе послужи како аргумент за да ја оправда одлуката, која предизвика неколкудневен хаос на пумпите и се закануваше да прерасне во нафтена криза. Регулаторна комисија објави дека го враќа стариот модел на пресметка на цените. Тоа е еднаш неделно. Секој понеделник ќе се објавува новата цена. Наместо досегашниот модел кој што овозможуваше практично и секој ден кога има вакви промени и драстични промени на светските берзи да може и секој ден да се менува цената. Кога притисокот од берзата од час во час е се посилен, а регулаторот е на 7-дневен распуст, нормално е пазарџиите и клиентите да се адаптираат на празните резервоари. Секој на свој начин, ама најлесно име оние кои се едноставни заклучоци ги решаваат проблемите. Голем број од граѓаните од соседството доаѓаат да точат дизел гориво посебно. И затоа се случува да на некои бензински пумпи побргу од тоа што е очекувано снема гориво. И не се само тие. Ако тие не се доволни, се што треба да се пронајде виновник кој ќе послужи како добар изговор, бидејќи секој може да биде одговорен за состојбата, само не тие што треба да бидат одговорни. И тоа што фали нафта, фали ради тоа што вие сте се направиле уредица и се истрошил тие што е таму и треба сега да дојде цистерна и да ја наполни таа. Никој таа колона не ја прави од тоа што има толку голем мерак да чека, туку затоа што е недела, регулаторна заседава во понеделник. Па сиот свет знае дека таа ќе ја покачи цената. Дури и тие, во чии прогнози нема потреба да веруваме, овој пат и сами може да се пофалат дека погодиле. Ова го каже предвидев пред недела дена, ја не знам кој свет живеат наши политичари. Не ми е јасно. Но навистина нема потреба од грижа, бидејќи од владата си беа подготвени и знаеа со кого си имаат работа. Па со огромна доза чувство на одговорност за ситуацијата, како што и доликува. Го презедоа ризикот и најавија дека директно ќе се соочат со кризата. Доколку има драматичен скок на цената, се разбира дека ние како влада веднаш уште во вторник на редовната владина седница ќе интервенираме, имаме неколку опции на располагање, дали ќе намалиме акциза, дали ќе намалиме данок на дадена вредност, така што ние како влада апсолутно ќе застанеме во одбрана на она што представува наш интерес, а тоа е стандардот на граѓаните. И на крајот, по понеделникот изголемените цени дојде очекуваниот вторник. Со нетрпение се чекаше одлучната реакција на владата, безкомпромисно застаната од истата страна на фронтот со своите работодавачи. Ја следиме целата состојба многу внимателно и во зависност од развојот на станите така и ќе реагираме. Дали ова значи дека нема денеска на владина седница да биде прогласена кризна состојба? Па во моментот не гледаме потреба од прогласување на кризна состојба. Не дека треба кризна состојба, бидејќи онака нафтата на берзите падна уште истиот ден, ама кај нас тоа ќе се случи дури по една седмица. Но изгледа е неопходен толковен речник за јазикот кој се употребува во владата. Оди објасни некому дека скокот од 20% или точно 15 денари за литра дизел не се опишува како драматичен.